Децата се нашето најголемо богатство. Ова може би е една од најупотребуваните реченици кога е во прашање детето и неговото значење за родителите и семејството. Но сепак фактот дека повеќе од 2 милиони деца загинале како резултат на вооружени конфликти во последниве десетина години, најмалку 600 милиони деца во светот растат во сиромаштија, а голем е и бројот и на оние кои се сексуално или физички малтретирани. Тогаш само по себе се наметнува прашањето: колку децата се заштитени и дали се почитуваат детските права? Има и исчекор напред во одредени ситуации кои биле минато, но има и ситуации кои за жал се повторуваат. Например, многу не загрижува состојбата дека се уште има деца кои не одат на училиште, а се уште има деца на улица и за жал тие деца се најголеми жртви на злоупотреба на најлошите форми на детски труд, дали е тоа питачење, дали е тоа продажба на опојни дроги, дали тоа е продажба на прехранбени производи, работа на нива, чување на добиток или пак сексуална злоупотреба. Навистина овие деца се жртви во вистинска смисла на зборот. Децата кои се исклучени од воспитно-образовниот процес најчесто се жртви на сексуална злоупотреба, педофилија, трговија со деца, деца на улица. Македонија се уште има 200.000 луѓе кои не завршиле основно образование, 18.500 деца кои не одат на училиште и околу 2.000 деца кои се секојдневно на улица ги гледаме. Има исчекор напред од аспект што државата отвара неколку дневни центри за деца на улица. Еден од таквите има и првата детска амбасада во Светот Меѓеше. Ние водиме секојдневна грижа со нив и регистрираме дека покрај лошите услови за живење, тие имаат нерегулирано државјанство, извод од матична книга, не можат да се лекуваат, најчесто се болни и не се вклучени во редовниот воспитно-образовниот процес, што е загарантирано уставно право на сите деца во Република Македонија и предвидени со Конвенцијата за правата на детето. Родителите, семејството и училиштето се клучните фактори во создавањето на личноста, која треба да ја препознаеме и во децата. Грижата за нив и покрај секојдневните обврски бара целосно внимание и контрола и во моментите кога не сме со нив, да знаат дека се почитувани и сакани. Апел до родителите е тоа да навистина воспитанието и би се рекло дури иако изобилуваме со образование, воспитанието е елементот кој неопходно во моментот кога не може да рационализира, не може разумот да надвладее расположението и поттикнувањата, треба правилниот патокас од самите родители, од топлината, од чувството дека они биле деца, знаат како било детето, не било никој пат возрасно, не може да знае зашто некои нешто треба да се прифатат, а други да се одбијат, што значи во рационализацијата правиот патокас е семејството. Република Македонија во 1993 година ја ратификуваше Конвенцијата за правата на детето, која ги опфаќа правата на обстанок, развој и заштита и со тоа се обврза да направи напори за успешно спроведување на обврските од истата. Така, колешката Светлана Божиновска со извршниот директор на детската амбасада Меѓаше Драги Змијанац и доктор Михаил Левенски, невропсихијатар.